низ добро утро секое утро. Јас очекувам да ја видам на ТВ екранот, а и вие исто така. Мојата драга колешка Ирена Спировска. Добро утро, Ирена. Поздрав, Слободанка, добро утро до тебе, до екипата во студиото и во режијата и секако до многобројните гледачи на нашата утринска програма Добро утро секое утро. Се јавуваме од центарот на градот, каде што се забележува вообичаениот сообраќаен метеж и раздвиженост со оглед на тоа дека е почеток на нов работен ден, а денешното јавување во живо терен ќе го искористиме за да ги информираме нашите гледачи за едно многу убаво случување за кое што веќе информираме по четврти пат. Се работи за четвртото издание на фестивалот на биодиверзитет, кој што ќе се одржи в сабота 4 октомври со почеток од 10 до 18 часот во Паблик Рум. Настан кој што ќе понуди многу работилници, многу интересни можности да се научи нешто ново и да се проба нешто ново, но многу повеќе за сето она што ќе се случува во рамки на овој четврти фестивал на биодиверзитет под слоганот здрави корења полни трпези. Во продолжение ќе дознаеме низ разговорот со госпоѓата Василка Стефановска. Таа е еден од основачите на Slow Food, 16 години беше лидер на Slow Food водно, а сега е член на националниот одбор на Slow Food Македонија. Прице, добро утро и ви благодарам за прифатената покана за денешново јавување во живо во нашата утринска програма. Добро утро вам и на вашите гледачи и се надевам дека пријатно ќе ги изненадиме со активностите кои што ќе се случуваат на четврти. Така, веќе се навикна дека во овој период од годината се случува фестивалот на биодиверзитет, сите оние што го следат, а ова годинашно четврто издание ќе понуди како и секогаш многу богати содржини и ќе биде вистинска причина луѓето саботата да искористат и да дојдат во Паблик Рум, во јавна соба, да бидат барем дел од тие настани и да ја доживеат убавата атмосфера. Што всушност подготвивте за ова четврто издание на фестивалот? Па како и секогаш, нашите настани од овој тип пазари на локални производители не се обични пазарчиња, каде што само се нуди ова храна, туку се настани каде што посетителите ќе имаат прилика да се запознаат со локалните производители, ќе имаат прилика да добијат инспирација за некоја нивна понатамошна активност. А во меѓувреме во позадина се случуваат работилници кои што се предвреме најавени, граѓаните може да се пријават и да бидат дел од тие работилници. Оваа година како фокус на настанот ќе биде како минатата година беше Скопската Симит Погачај, оваа година фокус даваме на планинскиот чај од пределот на Галичица, Мавровскиот регион и Шарпланина и наш гостин ќе биде Садет Абдули, човек кој што навистина направи се за да се задржи ова наше благо на македонските планини. Посетителите ќе имаат можност да го пробаат чајот и да го вкусат, да го помирисаат и да го однесат потоа во своите домови и да си приготвуваат дома чај, затоа што Садет ќе биде присутен на настанот и посетителите ќе имаат можност со него и да поразговараат. Зашто всушност се работи? Садет заедно со својата сопруга, кој што се од село Требениште, дошла до заклучок дека овој бисер од нашите планини, планинскиот автохтонен чај, почнува да го снемува, да изумира, затоа што берачите тоа берењето погрешно го прават и не оставаат тој самиот понатака да си расте. Но затоа Садет со својата сопруга почнале да го одгледуваат планинскиот чај и тоа во предели кои што се чисти на 1000 метри надморска височина и секоја година
ја зголемувале плантажата. Оваа година помала градина, до година уште една, така да имале можност за да го сертифицираат својот проект, односно планинскиот чај како органски производ и сега како органски производ тие го нудат на пазарот. Така да овој благодет посетителите ќе имаат можност да го вкусат на фестивалот, но и да си купат од садет понатака чај, да си го однесат дома, да им замирисаат домовите на нашите планини. Така, и тоа токму во период кога почнува сезоната на чај, кога почнува време, патем мене ми е омилен чај, планинскиот чај. Да. Инаку на самиот настан, како и секогаш, ќе бидат присутни некаде околу 25 до 30 производители, локални производители, кои што се наши членови и кои што се регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство како производители од прак, но и производители кои што веќе си имаат регистрирано своји фирми. На посетителите веќе им се препознатливи, затоа што тие едвам чекаат да дојде некако ваков настан па да си купат од познатите производи. И сега јас не би можела точно да ви набрајам кој шо како ќе биде, меѓутоа ќе има производители на шумски преработки, ќе има производители на ќе има сирење, ќе има месни производи, ќе има производи од овој есенски период значени за нас за во зимата, нели? Така да ќе можат овие посетителите да дојдат, да вкусат, да пробаат, да си однесат дома свое омилено јадење. Но многу е значено тоа што во текот на целиот настан кој што трае до 18 часот, во позадина ќе има низа други активности. Например, во 11 часот ќе се случува работилница од нашите пријатели од Општествената градина во Станје. Тие ќе имаат можност на посетителите, оние кои што ќе се пријават, нели, ќе има работилница за подготвување на семенски топки. Ние со учениците за проектот за училишни градини правевме такви, ги нарекувавме цветни бомби. И целата технологија на правење на тие семенски топки, нашите пријатели од Бостанија ќе ја објаснат, така да ќе може посетителите да се направат семенски топки и потоа да ги расфрлуваат каде што сакаат, за да може тие да никнат било каде во околината каде што живеат или надвор од градовите. Тоа ќе се случува во 11 часот. Во 12 часот имаме за младите многу значајна работилница и затоа еве ги повикувам родителите да дојдат на настанот заедно со своите деца, затоа што Кристијан, нашиот млад магионичар кој што работи вакви едукативни настани, ќе има работилница од типот на едукација за храна, едукација за здрава животна средина и сметам дека родителите треба да направат напори да дојдат заедно со своите дечиња. На настанот имаме исто така уште една работилница која што ќе се случува во 13 часот, почетокот е во 13 часот, а тоа е од нашите пријатели веќе многу познати во градот, од пекарата Пан и посетителите, односно оние кои што ќе се пријават за работилниците на платформите кои што ќе ги има на Инстаграм и на Фејсбук, ми се чини, тие ќе имаат работилница за правење на производи од кисело тесто и целата технологија, целото производство, за типот на брашното кое што се употребува, за начинот на хидратација на тестото, за начинот на кој што се пече, температурата, значи комплетно целата технологија ќе се обработи, така да посетителите ќе имаат еден убав час за подготвување на фокачо и на некои други производи од кисело тесто. Звучи мощно интересно. Не, да.
Со тоа овој, да кажем, едукативен дел завршува и веќе во 14 часот за оние по-младите настапува диџеј кој што со пригодна музика ќе го следи настанот до 18 часот. Тоа значи дека буквално сите генерации може да дојдат, да се дружат, да научат нешто ново, да вкусат нешто ново и да уживаат во таа убава атмосфера, а сите оние што ќе дојдат на 4-тиот фестивал на биодиверзитет, доаѓајќи, купувајќи од тоа што ќе се нуди таму, во исто време прават и поддршка на малите локални производители кои што се грижат за биодиверзитетот во нашава земја. Па нам единствената цел ни е таа, да ја разбудиме свеста кај населението за локалните производи, односно за работата на локалните производители кои што навистина даваат се од себе да ги задржат и традицијата во подготовката на храната. Меѓутоа, водејќи сметка за хигиено-техничките услови, водејќи сметка за сите оние постапки кои што ги бара од Агенцијата за храна и ветеринарство, но да не заборавиме дека ние живееме во едно време кое што нуди нови технологии постојано. Не можам да кажам дека сме застанале некаде со газените ламби, меѓутоа нашите локални производители ги следат новите трендови и прават некоја врска помеѓу она што е традиционално и новите технологии. Јас ви благодарам за разговорот и за исцрпните информации со кои што го навивме ова 4-то издание на Фестивалот на биодиверзитет. Здрави корења, полни трпези, ви посакувам успешна реализација и да биде навистина посетен овој фестивал за тоа што заслужува внимание. Ви благодарам и на Иван за вниманието и за поддршката која што постојано ни ја давате и верувам дека фестивалот ќе биде посетен како и секогаш и не само од оние кои што не познаваат и кои што постојано се наши гости, туку еве ги поканувам и другите кои што не биле досега да дојдат и да видат дека не представува обичен пазар, дека не е обичен пазар, туку дека е настан кој што нуди едукација, настан кој што нуди една релаксирана атмосфера во која што консументите просто се зближуваат со локалните производители. А јас ке додам дека токму тоа и ни фали во ова денешно време и брзо темпо на живење. Ви благодарам уште еднаш, а еве вас ве покануваме в сабота со почеток од 10 па се до 18 часот да ги посетите во Public Room и да ја доживеете атмосферата на 4-то издание на Фестивалот на биодиверзитет. Здрави корења, полни трпези. Со оваа информација го заокружуваме јавувањето во живо терен, затоа што во продолжение следуваат содржините кои што се подготвени од нашата утринска редакција и кои што го надополнуваат студискиот дел од емисијата. Поздрав од нас! Благодарам, Ирина, и преубав утрински разговор имавме можност да слушнеме.